Во ова издание САД соопштија дека Иран ја прекршува резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации со испорака на беспилотни летала за Русија. Експерти за Гласот на Америка. Големи буџетски средства Северна Македонија ќе оддели за надминување на енергетските предизвици. Ќе дојде до фаза и на ново задолжување. Што ако кризата продолжи и по пролета? Зошто има недостиг на полициски сили во главниот град на САД? За ова и повеќе, останете со нас. Ќе ви кажем. Добро вечер, ова е ТВ Журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Иран ја прекршува резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации со испорака на беспилотни летала за Русија, соопштија САД. Француските и британски сојузници јавно понудија проценка дека испораката на овие дронови е кршење на резолуцијата 2231, изјави заменик портпарол на Стейт департментот. Портпаролката на Белата куќа, Карин Жан-Пиер, рече дека Вашингтон ќе спроведе санкции за руската и иранска трговија со оружје и ќе го отежнат Иран да го продаде ова оружје на Москва. Еве ги најновите вести од теренот. Руските сили извршија воздушни напади врз повеќе украински градови, со мети меѓу кои имало и енергетски објекти. Кирило Тимошенко, заменик шеф на кабинетот на председателот Зеленски, рече дека 3 удари погодиле објект за снабдување со електрична енергија во Киев. Градоначалникот на Киев Витали Кличко изјави дека експлозии биле пријавени во северниот дел на главниот град, каде што била погодена критична инфраструктурна установа. Портпаролката на Белата куќа Карин Жан-Пиер изјави за новинарите дека нападите со беспилотни летала продолжиле да ја демонстрираат бруталноста на рускиот председател Путин. Таа рече дека САД ќе ја повикаат Русија одговорна за незините воени злосторства. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш беше длабоко вознемирен од континуираните ракети и беспилотни напади врз украинските градови и населби. Гутереш повика нападите веднаш да престанат и на итна деескалација. Одиме во Северна Македонија. Енергетската криза ќе предизвика и економска криза, бидејќи големи буџетски средства ќе се одделат за надминување на енергетскиот проблем, велат аналитичари. Веројатно ќе дојде до фаза на ново задолжување, но тоа треба да биде за строго таргетирани цели. Експертите очекуваат инфлацијата да продолжи уште еден извесен период. Нова тема, Мики Трајковски од Охрид. Економската криза ќе продолжи најмалку до напролет. Не треба да мислиме дека таа ќе застане туку така, вели економскиот аналитичар Љупчо Зиков. Според него, ланците на дистрибуција на разни суровини и готови производи во светот се нарушени и таа состојба е таква во моментот што како крајна предизвикувачка цел има зголемување на цените, односно инфлација. Инфлацијата очекувам да продолжи уште еден извесен период, можеби тоа ќе биде до пролет, потоа очекувам напролет стагнирачки дел на инфлацијата и со трендови на намалување. Но универзитетскиот професор Анастас Ѓуровски не е оптимист дека работите ќе се променат во брзо време. И ваквата рецесија има повеќе изгледи дека ќе се трансформира во криза, отколку дека состојбите ќе се нормализираат. Па од ваквата ситуација сите држави во светот ќе извлечат штета. Она што Северна Македонија треба да го направи периодов е поитно решавање на енергетските предизвици и обезбедување струја за зимава, вели Зиков. Смета дека треба да се купат поголеми количини на струја од соседите кои располагаат со такви можности, но овде се јавува друг проблем. Тоа се преносните капацитети се послаби, па така да во околните земји кај нас па не знаеме и како да пренесеме. Нормално енергетската криза ќе предизвика финансиска криза во земјава заради тоа што големи буџети ќе се одделат за надминување на енергетскиот проблем. Веројатно земјата ќе дојде и во некоја фаза на ново задолжување и тоа не треба да не плаши, тоа треба напротив, треба да го одиграме машки. Да се задолжиме, меѓутоа во строго таргетирани цели што треба да направиме. Ѓуровски пак вели дека за ублажување на кризата државата треба да примени 4 сет мерки во делот на пазарот на енергенси, храна, директна финансиска помош за најранливата категорија граѓани и борбата со инфлација преку зголемување на основните каматни стапки на Централната банка. Инвестициите во енергетиката во иднина, во делот на капиталните инвестиции треба да бидат приоритет број 1, бидејќи цените на електричната енергија надвор од оваа состојба понатаму ќе продолжат
може да растат, онака како што се развива третиот свет, онака како што доаѓаат нови потреби и побарувачки на електрична енергија, а ние имаме ресурси кои што не се доволно искористени и тоа токму во делот на алтернативните ресурси, односно од сонце, ветар и... Зиков пак препорачува главната цел на економската политика која земјава треба да ја води овие години е одржување на кондиција, особено на малите и средни компании кои го држат работниот потенцијал. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. А за крај на News Flash, во САД има недостиг на полицајци за кои често се обвинуваат поради негативните перцепции за работата по серијата инциденти во кои полицајците во разни инциденти застрела невооружени афроамериканци. И покрај тоа, многумина кои се пријавуваат за работни места за спроведување на законот во и околу главниот град Вашингтон, велат дека се надеваат дека ќе изгледа подобра и полюбезна полициска сила и однос према граѓаните, особено меѓу локалните заедници. Ненси Ларош регрутира лица кои сакаат да влезат во полициската професија. Таа вели дека додека растела, полицајците имале лошо име. Being a kid from the trailer park in Minnesota. Израсна во заедница на приколки што всушност беа домови во Минесота и мислев дека работата на полицајците е да ви го направат животот мизерен. Знам дека многу луѓе во Америка истото го мислат и сакав тоа да го променам, барем кај некои. Тоа ми е целта. Зборот промена беше употребен многу пати во разговорот со оважена што регрутира полицајци во Академијата за обука во Северна Вирџинија. Ларош вели дека со нетрпение очекува да комуницира со младите и да ги научи да не се плашат од полицијата. Треба да се промени перспективата дека полицајците не се таму за да ви го отежнат животот. Ново регрутираната Челси Хенри вели дека и било тешко да гледа како афроамериканци умираат од рацете на полицијата. Исто како Џорџ Флојд, која поттикна мојата идеја да бидам дел од промените и да помогнам да се премости тој јаз меѓу полицијата и заедницата. И додека многу американци ги почитуваат силите за спроведување на законот, антиполициските чувства се поттикнати од лошите полицајци, кои прават лоши работи, вели Патрик Лофтус, директор за стратешки ангажман за полицискиот оддел во Вашингтон. Тоа ги прави луѓето помалку да ги поддржуваат членовите на нивните семејства и пријателите да се пријават во полиција и тоа ни создава голем проблем кога се обидуваме да регрутираме луѓе. А тоа се случува во време кога нема доволно работници и работодавците се надпреваруваат за привлекување на расположивите кандидати. Крајниот резултат е недостиг на полициски сили во главниот град на САД. Лофтус вели дека неговиот оддел решил да нуди бонус за потпишување на договорот од $20,000, пари за студирање и платена станарина. Одделот се огласи и преку социјалните мрежи како TikTok и објави оглас за регрутирање во системот на подземната железница во Њујорк. Продолжуваме да бараме креативни начини за привлекување идни полицајци. Некои регрути признаваат дека се плашат од денот кога ќе излезат на улица во униформа. Безбедноста е примарна грижа, не само мојата, туку на моите колеги и на јавност. Сите сакаат да бидат сила, но за позитивни работи. Обидувајќи се да ја вратам таа човечност во полициското работење, можеби нема да ги убедам сите во тоа, но мислам дека можам да направам навистина добра работа и можеби да им покажам дека ние сепак сме луѓе. Со нетрпение очекувам тоа да ја врати таа позитивност на работата. Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.